Јас сум Ангела Нацева. Имам 9 години и сум 4-то одделение. Денес ќе ви ја раскажам книгата Волшебницата од долниот кат од Марчин Шчигелски. Во оваа книга се зборува за тоа како Маја дознава дека магијата постои во светот. Главни ликови во оваа книга се Маја, верверичката, мачорот, нивниот сосед кој што бил единственото дете таму покрај Маја, повикувачката на духови и бабуле која што било баба на Маја. Сцените во оваа книга се случуваат во станот и дворот на бабуле. Маја било девојче која што на училиште не сакала тоа што нејзината соученичка кате постојано се палела. На секој втор чекор се фалела. На секој голем одмор и се јавувала на мајка. Тоа било така бидејќи мајка и била актерка, затоа тие биле многу богати. Маја толку мечтаела да и тие да бидат толку богати што си направила список што би си купила. Откако мајка и на Маја решила Маја да има сестричка, тогаш се променило. Маја започнала секој ден да седи дома, да јаде пица и да гледа телевизија. Но родителите решиле да го сменат тоа. Затоа ја пратиле кај нејзината баба бабуле. Мојата омилена случка во оваа книга беше кога Маја стигнала кај бабуле. Таму таа открила дека клучот на бабуле е универзален, односно дека со него може да се отвори секоја врата. Но бабуле рекла дека тогаш секаде имало аларм. Но еден ден Маја отишла со клучот на таванот. Таму сретнала дух. Тој дух имал ментални проблеми. Не се сеќава колку години има, па дури ни како се вика. Доколку сакате да знаете што ќе се случи понатаму и како се викал духот, тогаш прочитајте ја. Волшебницата од долниот кат од Марчин Шчигелски.